Денеска по прв пат Гранскиот независен синдикат на полицијата организираше еден синхронизиран протестен марш и покри две министерства, и Министерството за земјоделство и Министерството за правда. Во Министерството за земјоделство поминавме поедноставно затоа што имаме еден час разговори со представници на Министерството за земјоделство и шумарство. Во Министерството за правда одеше малце поотежнато и 2,5 часа имаме разговори со представници, односно со директорот на управата за извршување и санкции. Кој е исходот од разговорот? Исходот можам слободно да кажам дека е позитивен во смисла на се она што го имавме како барања, као прашање кои во изминатите неколку месеци, да не кажам неколку практично недели активно и интензивно разговарање и доставување на материјали. Денеска беше сослушано се она што беше од наша страна презентирано и крајниот резултат во Министерството за правда, а се однесува за сите затвори во Република Македонија, сите наши забелешки кои од страна на представници, односно на претседателите на независниот синдикат на полицијата беа ставени на хартија и конечно во среда, според она што го имаме као уверување од страна на директорот, кој не е член во самата комисија, беше прифатено да сите наши забелешки бидат доставени до комисијата. Нашиот претседател на затворот Идризово, кој е и активен член во самата комисија, ќе ги презентира најсериозно во делот на потребни забелешки и отстранување на негативности од типот на работи кои во наредниот период ќе мора да бидат надминати, да бидат заменети со минатиот закон, се со цел и намера да она што мора да важи во Република Македонија, тоа е да законот кој е за затворската полиција биде применлив, биде прифатен од сите директори во затворите и се она што е во минатото проблем да ставиме точка и да отпочнеме со еден нормален процес за нивно функционирање. Се она што ќе биде забележливо од страна на независниот синдикат на полицијата, кој има практично влијание во 9 затвори од 12 во Република Македонија, жестоко ќе се спротивстави. Ова е денеска само со претседателите само на затворските синдикални организации. Во наредниот период, доколку сите овие прашања кои денеска ги разговаравме наидеме на негативности, ќе мораме и сите затворски полицајци по директива на Гранскиот независен синдикат во една организирана синдикална практично форма и содржина биде излезено на улица. Јас као претседател на целиот независен синдикат на полицијата им се извинувам на сите граѓани на град Скопје кои буквално веднаш после нивниот 4-дневен одмор и пауза и нивните, да речеме, добри поминати одморни денови од изминатото, има денеска можност да имаат проблеми по улиците на град Скопје. Тоа ни беше и поентата, меѓутоа мораме на овој начин да даеме на знаење дека и Министерот за правда, кој ќе треба за многу брзо време да го превземе кабинетот за правда, одма да отпочне со решавање на овие наши прашања кои еве во моето излагање беа и презентирани. Тврдивте ли некаков рок за потпишување на колективниот договор? Значи во среда ќе биде свикана комисијата, 20 дена после тоа е рокот за да излезе да може да помине во делот на сите затвори, односно во сите процедурални комисии и после тоа практично за 30 дена од за утрешниот ден е крајниот рок за да влезе во собраниска процедура.